Продолжуваме со актуелни теми, продолжуваме со млади луѓе кои што ја менуваат Македонија. Токму таков е и мојот следен соговорник. Станува збор за Маријан Здравковски, геоинформатичар во ИГЕА, магистар по технички науки од областа на геодезијата, кој што креираше аналитичка мрежа која го визуелизира нивото на ризик на пожари на цела територија на државата во месеците јули, август и септември 2026 и пред да почнеме со разговорот, со оглед на тоа колку е актуелна состојбата со пожарите, би кажала уште еден податок. Минатата година штетата од шумски пожари во Македонија беше 50 милиони евра, а со овој изум на мојот денешен соговорник, нештата навистина може да се променат. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. На самиот почеток, со оглед на тоа дека за нас малку е непозната наука геоинформатиката, јас би сакала да ни кажете зашто всушност станува збор, но и како ја поврзавте геоинформатиката со анализата за ризикот од пожари. Така, најпрвен би кажал малку подетално за геоинформатиката, односно тоа е област која што се занимава со обработка на податоците кои што имаат своја просторна локација. Односно, таа не ги обработува само податоците во незината суштина, туку обработува и што се е поврзано во околината на самите податоци, како тие податоци влијаат на просторот и слично. Тоа би можеле да бидат податоци за земјиште, за парцели, за објекти, за шуми, за води, населени места, патишта и слично. Работата на еден геоинформатичар е да ги собере овие податоци, да ги структурира, да ги анализира и со помош на алатките од геоинформационите системи да ги обработи и да креира аналитички продукти кои што би можеле да помогнат при носење на одлуки. Исто така би кажал дека по образование сум магистер по технички науки од областа на геодезијата, но моето професионално искуство е работа на развој на специјализирани ГИС софтвери во компанијата ИГЕА, каде што во изминатите 6 години активно учествувам во развој на разни специјализирани софтвери. Исто така имам лична желба да ги проучувам вештачката интелигенција и машинското учење и нивната примена во геоинформационите системи. Како се наметна темата, идејата за обработка на пожарите, па би рекол дека пожарите представуваат еден просторен проблем, односно битно е каде никнуваат пожарни жаришта, битно е што има во околината на самите пожарни жаришта, битно е каква критична инфраструктура се наоѓа и исто така како да се анализира начинот како самите пожари се прошируваат. Во рамки на моето професионално усовршување со програмскиот јазик Python добив идеја да го искористам моето професионално искуство и да изработам еден аналитички продукт каде со помош на вештачката интелигенција и машинското учење креирав продукт кој што би можел да им служи на институциите при носење на одлуки. Кога се случуваат пожари, нели велиме да можеше да превенираме или нормално со жалење кога ќе изгори цела шума, што всушност се и бели дробови на целата таа област. Постојат ли системи, постојат ли алатки кои што може да се детектираат такви загрозени подрачја и на тој начин да превенираме пред воопшто да се случи еколошка катастрофа? Па, вака би рекол дека во светот постојат системи кои што најдобро функционираат доколку истите се централизирани, односно доколку повеќе релевантни институции се поврзани во еден централизиран систем. Основата на тој систем би бил, да речеме, одреден регистар на ризик. Во тој регистар на ризик би се чувале централизирани податоци каде што би се евидентирале потенцијални опасности, би се евидентирале веќе претходно детектирани пожари или претходно детектирани други катастрофи и на тој начин со обработка на тие податоци институциите би имале можност да добијат подобри информации со цел носење на подобри одлуки. Би рекол дека како некои основи на ваквите системи или
на системите за управување со ризици може да се каже дека се 4 компоненти. Тоа се проценката, превенцијата, интервенцијата и санацијата. Односно, како прва компонента е проценката. Каја токму во оваа компонента спаѓаат и овие аналитички продукти, односно продуктот кој што го креирав. Врз основа на овие продукти во проценката институциите можат да препознаат области со потенцијален повисок ризик од пожари и исто така навремено да реагираат, да припремаат планови за интервенција, планови за превенција, планови за евакуација. Потоа имаме самата превенција. Кај самата превенција овие продукти кои што се изработуваат за проценка служат за институциите да можат да детектираат потенцијални подрачја со поголем ризик од пожари и на тој начин да креираат политики каде што со соодветни превентивни методи би се намалил ризикот од веќе настанато пожарно жариште, истото да се претвори во некоја поголема катастрофа. И потоа следуваат интервенцијата, каде што е потребно навремено и координирано да се реагира, и самата санација, дека во однос доколку се случат несакани последици да се детектираат подрачјата и да се регенерира самото подрачје. Може ли никако на наједноставен начин да ни објасните како функционира оваа аналитичка мрежа? Па да, би рекол дека оваа аналитичка мрежа се заснова на сателитски податоци кои што се од изворот на NASA FIRMS, односно тоа е кратенка од FIRE, Information for Resource Management System. Тоа е систем на NASA кој детектира пожарни жаришта и се служи за не само за детекција, туку и за нивно следење во реално време. Овој систем функционира на начин на кој што на сателитите од NASA им се прикачени соодветни инструменти и сензори, кои што су инструменти и сензори имаат можност и знаат како да препознаваат силни топлински аномалии. На тој начин, со користење на овие податоци би можело да се добие некоја продуктивна алатка. Потоа би навлегол во самата суштина на овој продукт кој што го креирав, а тоа е за подобро да го разбереме, би кажал дека територијата на нашата држава ја поделив на 1096 квадратни полиња, секое поле со приближна големина од 5 на 5 километри ширина и должина. За подобро да се разбере, можеби тоа би го кажал на начин на кој што дигитална шаковска табла е преклопена со територијата на нашата земја. Потоа, откако се креираше оваа мрежа, се превземени сателитските податоци, кои што сателитски податоци имаат своји додатни атрибутни податоци, така наречени податоци за позициони координати, податоци за јачење на сигналот и податоци за точното време кога е детектиран сателитскиот сигнал. Во однос на тоа, овие податоци ги репрезентатирав како просторни точки во просторот и беа потоа поврзани со мрежата која што претходно ја креирав. Дали моделот може да предвиди конкретен пожар, неговото место, време или покажува каде ризикот е повисок? Па, би рекол дека моделот, како крајен продукт од моделот е карта на ризик за периодот јули, август и септември 2026 година, односно овој модел се заснова на податоци и доколку самите податоци не се квалитетни, не се ажурни и не се добро поврзани, да можам да кажам дека не постои модел кој што би дал добри и релевантни резултати. Колку време го анализиравте ова? Па на ова како што кажав беше дел од моето професионално усовршување со програмскиот јазик Python. Ми требаше да речам можеби 2 недели. 2 недели. Меѓутоа оваа ситуација со пожарите, затоа што споредувавте вие по суштина од 2020 година ги следите пожарите, па се до 2026. Да, тоа во самата изработка на овој продукт беа користени податоци од јануари 2020 година до јуни 2026 година. Што забележавте при таа анализа? Дали подрачјата во кои што биле регистрирани пожарите се повторуваат од година во година?
Краткиот одговор би бил делумно се повторуваат, односно доколку се анализираат годишните карти на ризици, би приметиле дека во самите карти има подрачја кои што во повеќе последователни години има изразено ниво на пожарни жаришта. Истите тие податоци значат дека, мислам, ова е основа на самиот модел. Моделот анализира како настанале пожарните жаришта во изминатите години и на основа на тоа препознава образци, детектира можни идни пожарни жаришта. Покрај историските податоци, исто така влијаат временските услови, вегетација, карактеристики на терен и така натаму. Колку е важен квалитетот на овие податоци за анализата и кои дополнителни податоци би можеле да бидат вклучени за да биде уште по-веродостојна анализата? Би рекол дека квалитетот на податоци е пресуден. Поедноставно кажано, податоците се во основата, додека вештачката интелигенција и машинското учење се само алатки кои што ги обработуваат овие податоци и креираат еден финален продукт. Доколку самите податоци се неточни, нецелосни и недобро поврзани, ниту најнапредниот модел на вештачка интелигенција не би можел да даде квалитетен продукт. Во однос на кои дополнителни податоци би можеле да се искористат, би рекол дека овде може моменталниот модел се заснова генерално на претходно детектирани пожарни жаришта, но доколку се вклучат податоци за самата вегетација во однос на ветерот, јачината на ветерот, правецот на ветерот, температурата на воздухот, податоци за самата вегетација, типот на вегетација, податоци за теренот, да речеме, надморската висина, наклонот на теренот кои што директно влијаат во тоа во однос дали пожарот и како пожарот би се проширил и секако некои други оперативни податоци како расположиви противпожарни ресурси и најблиски противпожарни единици, водни точки од кои што би се користела вода за гаснење на пожари, пристапни патишта секако со цел да се креира некој план како би се пристапило кон гаснење на пожари и слично. Како институциите може да ги користат овие податоци? Во однос на институционалната употреба, моја некоја поширока слика е дека ваквите продукти би можеле да бидат дел од еден поширок геоинформационен систем каде што заедно со податоци за, како што реков, водните текови, температурата, теренот и оперативни податоци би се креирал еден национален систем каде што институциите и во самата подготовка за пожарните сезони и во реално време би имале алатка која што била динамична и би можела да им служи за подобро носење на одлуки. До сега неколку портали веќе напиша за вашава анализа, да кажеме и се расшири. Дали може би некоја институција ве контактираше, Министерство за животна средина, влада, представници, може би противпожарни организации? Вака, до сега можам да кажам дека официјално никој ме нема контактирано во однос на практична примена на овој продукт, но сепак, како што кажавте, во однос на интересот што се создаде во јавноста за оваа тема, среќен сум дека истата е препознаена и мислам дека би можело да има практична примена. Сакам да кажам дека сум отворен да ја презентирам методологијата на релевантните институции и заеднички да одлучиме дали и како би можело ова да има практична примена и како би можело истото да се развива во иднина. Дали може би некој од соседните земји, доколку ви понуди нешто такво, дали би било предизвик? Колку што сум јас запознаен, во соседната земја Србија веќе има воспоставен ваков... И во Грција има често пожари за волја на вистината. Македонија и Грција некако се баш жаришта во летниот период. Така, за Грција гледаме секојдневно информации дека има се повеќе пожари, но не сум запознаен каква е состојбата во однос на ваквите регистри и националните системи. Додека за соседна Србија можам да кажам дека, бидејќи во компанијата каде што работам, имаме проекти таму, воспоставен е ваков регистар на ризик. Многу битно е што се соберени податоци
и за претходни пожарни активности и за останати некои катастрофи како поплави, како суши, земјотреси и слично. Сите тие податоци навремено се ажурираат и им користат на релевантните институции како противпожарните единици, Министерството за здравство и слични институции во креирање на политики и за време на пожарната сезона и во самата подготовка на пожарната сезона. Благодарам за гостувањето, ми беше голема чест и драго ми е што запознавам еден исклучителен млад човек кој што може многу да придонесе за нашата земја, за превенција, заштита од пожарите, што всушност и не само што представува голема материјална штета, економска загуба, туку представува пред се губење на природното богатство, еколошка катастрофа, што се разбира може да придонесе понатаму и за многу по неубави стандарди и услови за живот на сите македонци. Благодарам.